По чија вина Штип изгуби 10 милиони евра, прашуваа денес на пресконференција од локалниот огранок на Граѓанско-демократската унија. Пред 2 години аплицирано е за проект изготвување на техничка документација за прочистителна станица, реконструкција на канализациона мрежа и реконструкција на колекторски систем за приоритетни градови Штип и Велес. Истиот е финансиран од ИПА фондовите со 2 милиона евра и е одобрен и завршен. За во втора фаза, преку ИПА-2, да се започне со реализација на истиот и Штип, како приоритетна да добие 10 милиони евра. Дали средствата за проектот се пренасочени во Тетово и Битола, наместо приоритетните Штип и Велес? И доколку е тоа така, зошто? На истата пресконференција од ГДУ има уште едно прашање за општинските власти. Дали на територија на град Штип има мерна станица за квалитетот на воздухот? Дали функционира и дали се има податок каков воздух дишеме во Штип? На пресконференцијата на Граѓанско-демократската унија од општина Штип одговорија со писмено соопштение. Општина Штип има комплетно готова проектна документација за изградба на прочистителна станица и во моментот е на прво место на листата за добивање на средства за изградба на истата. По преземањето на локалната власт од страна на градоначалникот Благој Бочварски, изминатата година општините Тетово и Битола беа со готова документација, додека Штип беше во завршна фаза. По доаѓањето на власт, градоначалникот Бочварски се заложи за поставување на мерна станица за квалитетот на воздухот, која денеска покажува дека Штип е еден од најчистите градови во Република Македонија со 6 микрограми на метар кубен од дозволени 50. Стои во реакцијата од општината.